го кажав моментот како беше извлечен господинот Села од групата на пратеници. Препознав двајца од обвинетите кои што беа во салата, третиот кој што носеше качулка на главата го опишав како изгледаше внатре во салата, што имаше облечено и тоа. Начинот како беше извлечен го кажав, беше еден од луѓето од толпата го повлече за рака кон излезот од прес салата, на што се приклучија и останатите луѓе што беа таму, секако дел, се испразни салата во моментов кога Села го излекува надвор, а потоа што се случуваше под галеријата и откако бил изваден надворот през салата, ја повеќе немав видик секако од местото каде што стоев, тоа го кажав и пред судот денес. Дали го изнесоа насилно или ви се чини дека делуваше како пријателски за да го спасат, бидејќи они имаат нивни теории? Значи секој може да има своја теорија, тоа што го видов, повторно ќе кажам, тоа го кажав, он беше фатен за рака, беше извлечен, на што поголема група се придружија и го извлекоа надвор. А што после тоа се случуваше, јас повторно кажувам, одгоре ја не можев да видам, но тоа се виде од другите докази што понатака можевме да ги видиме и самиот Зјадин Села го има кажано и го имаме видено во каква состојба беше изнесен од собранието. Како ви се заканува, рековте дека барале и вас и вашето име, со какви зборови, што уствари ви се заканува? Значи со навредливи зборови, моето име беше посочувано и извикувано горе од луѓето, од толпата насилниците кои што се качија во галеријата и кои што го напаѓаа колегата Павле Богоевски. Ја бев во втората кабина со 4 мои колешки пратенички, каде што они не успеа да влезат. Проба неколку пати да ја отворат вратата, но нема можност да ја отворат, а од надвор се слушаше дека по навредливи зборови и со име Мухамед Зекири, каде е Муки, каде е Шиптарот и така натака, за да дојдат до мене. Среќа што не успеа да ја отворат вратата и среќа што и колешката Фросина Ревенски, која што стоеше во првата кабина, им посочуваше, им кажуваше дека во втората кабина не се наоѓа никој, тоа е затворена просторија.